Добре дојдовте во серијалот подкасти Leaders Do Not Cheat. Оваа платформа за диалог е отворена, транспарентна и сигурна зона на младите. Нашата цел е промовирање на демократските вредности преку вклучување на сите граѓани, особено на младите луѓе во Северна Македонија. Уживајте. Здраво на сите и добре дојдовте во втората епизода од серијата подкасти на проектот Leaders Don't Cheat или лидерите не мамат или дали мамат, сработен од страна на Младенски сојуз Крушево. Моето име е Анилија и денеска за гостин го имам Миша Поповиќ, програмски координатор во Институтот за демократија. Здраво Миша, добре дојде. Здраво, добро најдов. Ај за почеток, дали лидерите мамат или не мамат? Некои лидери не мамат, некои лидери не мамат. Генерално некако политиката во земјава е направена да нема средина по која што можеш да одиш, него или е по твое или е провалија. И тоа предизвикува да кога сакаш да постигнеш поента, односно да ја убедиш да не убедиш сите нас во твојата позиција, најчесто кога во недостиг на аргументи и се мами и се искористува таа позиција. Во однос на она за што сме денеска тука, да, лидерите се вклучени во корупција. Всушност, Македонија е земја со изразена и ризици од висока корупција, меѓутоа и земја која што има значителна пракса на корупција, дури и секојдневна корупција. Така, и денешната тема е корупција, млади и лидерство, каде што правевме еден квиз во последните 2 месеци. Има некои интересни податоци кои што ќе одиме малце покасно ќе збориме за истите, ама сега ќе почнеме со друга страна, бидејќи ти работиш цело време со податоци, со истражувања, ги знаеш, генерално ја знаеш сликата и целата твоја кариера е наведена кон добро владење антикорупција. Што мислиш според тебе како влијае врз младите, па може ќе се поклопи со самите одговори во квизот на младите? Корупцијата влијае врз младите на многу начини, како што влијае и врз други делови од населението, меѓутоа она што е значено за младите е дека креира едно чувство на безизлезност, прво најопшто гледано, односно кога младите преоѓаат од, како би се рекло тоа, од студенти, ученици, средношколци во некоја сфера на барање работа, на интеракција со институции, на интеракција со системот, тие се соочуваат со таков еден зид во кој што многу бргу она што го слушаат или го слушале додека растеле, дека работите не функционираат, го гледаат и преку своето искуство. И тоа ја урнисува довербата која што младите ја имаат врз институциите. И сега зашто е ова важно? Демократските земји почиваат на една состојба во која што граѓаните имаат доверба во институциите. Вие за да почитувате правила, за да мислите дека државата може да ви наметне повисоки даноци, дека државата треба да заземе некоја позиција како да се развива во иднина. Сето тоа зависи од перцепција на граѓанин, зависи од довербата која што граѓаните имаат во институциите и во политичарите. И развојот на земјата зависи од поддршката на граѓаните, а граѓаните ако немаат таа доверба, а довербата се гради со тоа дека државата им испорачува услуги на граѓаните, тие се задоволни, имаат добро образование, имаат перспектива за наоѓање работа, имаат чист воздух, здравствен систем што функционира, тогаш тие ќе може да се согласат во иднина кога државата ќе каже сега мораме да штедиме
или сега мора вие да плаќате повеќе даноци, сега мора да се стегнеме, сега ќе се опуштиме, ќе направиме некаков исчекор, некаква она што се вели широка општествена инвестиција во нешто ново. Сето тоа зависи од довербата. Значи тоа е првиот начин како младите стануваат разочарани од институциите и нивната додадена вредност во демократизација на општеството се намалува. Заради тоа што нели се резигнирани, се селат, поддржуваат популисти, демагози и така натаму, и сето тоа не овозможува понатаму развој. Втората димензија се овие сите практични имплементации на ова што го кажав, во смисла на тоа дека тие се најранливи на прилично ранлива социјална категорија, затоа што многу тешко наоѓаат работа. Бројките на невработени млади се лоши, а тоа зависи од корупција. Како? Корупцијата негативно е поврзана со економскиот развој. Според тоа што го збореше, наведе многу од прашањата кои што беа во квизот и од одговорите, дека 4 од 10 млади луѓе поради корупцијата сакаат да се заминат од нашата држава. Понатаму дел од нив сакаат да се вклучат во борбата против корупција, меѓутоа немаат доволно информации и канали како тоа да го направат. Па бидејќи си дел од националната стратегија за спречување на корупција од 2021-2025, може да ни кажеш кои се успесите и каде ги гледаш ти младите во оваа стратегија и дали некако младите се вклучени, односно доколку имаат желба, дали може да се вклучат и младите во овој процес. Па добро, националната стратегија е насочена кон институциите и таа пред се однесува на некои ранливи сектори, области, да речем, зони во земјата. Прашањето на младите е распоредено како хоризонтално, значи можеме да најдеме манифестација на фактори кои што негативно влијаат врз младите во сите овие: економија, политика, образование, сите тоа се сектори на националната стратегија. Меѓутоа, постојат начини како младите може да се вклучат во борбата против корупцијата. Као што навести, да, тие треба да се информираат прво за тоа што е корупција, зашто го велам ова, затоа што па нашите истражувања покажуваат дека младите не секогаш знаат да ја препознаат корупцијата. Малку поразлично е, односно кај постарите генерации, некои постарите генерации се зависи од тоа кога си се родил, некако. И сега на пример ја следиме таа генерација која што е родена во 80-ти, која што сега ја доаѓа до раководни позиции. Ќе видиме како таа ќе влијае на општествените текови. Предходната генерација, онаа што стана полнолетна на почетокот на 90-тите, видовме што направи со општеството. Така што ќе видиме па оваа сега генерација која што полни 30 сега. Значи на мене оставаш се. Да, па на вас, да. Секогаш така и моите на вас е сега, јас сега на другите цело време е така. Меѓутоа, главно е дека судирот на интереси, кој што е една од манифестациите на тој состојби кои што може да доведат до корупција, и тргувањето со влијание се релативно непрепознаени како форми. Едната, судирот на интереси, не е сам по себе проблем, него кога ќе се искористи за да се добие нешто е проблем. И тргувањето со влијание, тоа се начините како најмногу пари се заработуваат од корупција. Да ставите вие ваш бизнис или бизнис поврзан со вас во нека поволна позиција, да добие тендери или да добие некаква поволна позиција
во економскиот сектор кај што работи. Зборуваме за сериозни пари, дека не зборуваме за кафе кај наставник или кај лекар. Тоа помага, тоа ќе помогне таа информираност, зголемена информираност на младите, ќе помогне во оценувањето, подобро оценување на тоа што се случува во политиката. Меѓутоа, втората работа која што, да кажам, паралелно на ова треба да се случи, е поголема едукација за демократија, односно капацитет за да онаму каде што делуваат младите, да ги демократизираат организациите каде што или движењата каде што делуваат. Зашто го велам ова? Политичките партии се најголемиот во момент проблем во борбата против корупција, бидејќи тие се оние кои што се надпреваруваат или да стигнат на власт и кои ја практикуваат власта, овозможуваат голем дел од корупцијата на сите нивоа, од највисока до најниска корупција. Подмладоците на политичките партии се потенцијал да се подобри работата на политичките партии. Меѓутоа, прашањето е прашање на човечки капитал. Младите мислам дека треба да се поттикнуваат да членуваат во политичките партии. Меѓутоа, младите мислам дека треба да се поттикнат да ги демократизираат политичките партии. Ако ја идеме истата на судбоносна логика, јас влегувам во политичка партија за да добијам вработување, тогаш ништо нема да се случи во наредните 30 години од земја. Меѓутоа, оваа генерација на млади е израсната со многу повеќе шанси за да видат како е на запад, за да видат како е кои се дебатите, кои се лошите страни, кои се добрите страни на земјите кон кои што тежнееме. И таа култура таму да се обидат да ја аплицираат во политичките партии овде, бидејќи таа не ја аплицираат овде. Секако не се политичките партии единствените организации каде што младите треба да делуваат, меѓутоа се оние кои што многу често се запоставуваат, затоа што главна цел на политичарите е квалитетните кадри, а тука збориме и за младите, да ги исфрлат од политичките партии, затоа што само така може да ја воспостават својата моќ внатре во политичката. Ние гледаме се уште чистки во политичките партии, каде што квалитетните луѓе на крај губат, затоа што едноставно внатре членството очекува вработување, очекува најразлични клиентелистички услуги партиите да им ги испорачаат на членовите, а при тоа партиите да заборават за што се формирани, а тоа е да освојат власт, за да овозможат нивната визија за тоа како треба да се развива земјата, да биде аплицирана кај сите граѓани, не само кај нивните членови и тие да добиваат корист од тоа. Значи, ако имаш став или различен став, подобро не го кажуваш за да успееш, тоа е дефиницијата со која што не учат од мали години. Да, меѓутоа тој тейковер на политичките партии би требало да се случи и најлогично да се случи со континуирана работа со младоците. Меѓутоа младите тука може да направат притисок, односно кон своите peers во подмладоците да ги испорачаат тие очекувања, дека веќе начинот на кој што работеле политичките партии треба да се оди во минатото и дека овие подмладоци сега ќе направат малку поинаков тейковер. Ова е најоптимистички што можам да се изразам, а сепак не треба да се биде наивен, треба да се делува и на други, да се сите, како се вика тоа, сите јајца во еден ист кош. Не можеме само да се надеваме на тоа. Меѓутоа го кажам затоа што многу често е запоставен совет кон младите, као повеќе бегајте од политичките партии. Јас мислам дека што сакаат да се занимаваат со политика, се способни,
тоа е најдобриот начин како да се борите против корупцијата со заостанат, како се вика тоа, со одложено дејство. Користа ќе ја видиме за 10 години. Од друга страна, пошто ги спомна партиите, едни од појавите кои најчесто ги споменуваат во квизот е партиско вработување, значи се доста свесни за корупцијата што се случува при политичките партии, кажуваат и пари во индекс, нели, затоа што работиме со од 15 до 29, тоа ни е таргет групата. И од друга страна се овие се појави во кои што учествуваат 2 пати, викаат неколку пати месечно. Не 2 пати месечно, 5 пати месечно, неколку пати месечно, што е многу индикативно дека сите сме дел од тој процес, сакајки, не сакајки, меѓутоа влегуваме и едноставно продолжуваме да живееме така, се јавуваш за врски, за било што и да ти треба. Може би се ставам јас во тој кош дека некогаш свесно или несвесно сум влегла во тој систем. Па кој е сојузникот што може нас да не наведе на добар пат? Зборам од аспект на некој да ни го даде правиот текст, затоа што зборуваш дека треба да бидеме поинформирани, односно младите бидат поинформирани, не сум јас више толку млада. Кој е тој што нас ќе не информира, ќе ги информира? Да не биде толку апстрактно, туку од кого да се очекува информацијата да стигне до младите и да ја направат дистинкцијата што е корупција, што не е корупција. Јас работам нели во Институтот за демократија, имавме еден проект пилот за воведување на антикорупцијска едукација во средно образование. Веќе некои делови од антикорупцијска едукација се влезени во основно образование. Тоа е корисно од аспект на онаа димензија на образовниот процес што се нарекува едукација, односно информирање, пренесување на знаење. Тоа што ние го видовме правејќи тестови пред и после, е дека тоа не е доволно. Зошто? Заради тоа што ние забележавме успех во тоа дека пред, ако ги тестирате колку знаат корупција пред и колку знаат корупција, што е корупција по, и не само тоа колку вие знаете за корупција, него каде да се обратите ако сте сведоци на корупција, ако сте жртви на корупција, кои се институциите што делуваат, институциите на државата и организациите како невладин сектор, како медиуми особено значајни во борбата против корупција. Меѓутоа тоа што многу потешко се менува, не можете да го научите во лекција, тоа се вредностите кои што се потребни за да бидете успешни во борбата против корупција. Збориме за поапстрактни општествени вредности, меѓутоа кои што се критички значајни за успех, например конформизам. Сите носат кафе или сите носат како виски, парфем, наставничка, да. И јас морам да носам. Тоа е тоа се вели што е институција. Институција е носење кафе. Тоа е институција исто така. Зашто? Заради тоа што споделеното разбирање дека тоа е правилото и дека сите тоа го прават, тоа е институција. Тоа е дефиниција на институција. Shared expectation, односно споделено очекување дека вака треба да се делува. Тоа е институција. Ако не го направиш, па после тоа ќе бидеш осуден, зашо не си однел тие сите? Прашањето е, ако не го направиш, ти влегуваш во ризик. Можеби ништо нема да ти се случи, а можеби ќе ти се случи нешто. И бидејќи е споделено очекувањето дека тоа треба да го правиш, најчесто не ризикуваш. И вредноста за општествен конформизам те тера сите така прават и јас ќе правам, немам јас што тука да размислувам. Тоа не се учи на лекција. Тоа се учи низ многу по тоа е во образовниот процес димензијата образование, нели едукација, подобрување на знаење и образование подобрување на вредности, односно социјализација. Тоа не достига во образовниот процес. Второто нешто што не достига е повеќе институции кои што знаат да комуницираат со граѓаните,
за исходот од нивната работа во борба против корупција. Значи, сега ние гледаме подобрување кај антикорупцијската комисија, која што, да кажам, ја препознаваат граѓаните, им се обраќаат така натаму. Па дури и младите во квизот ја препозна. Ете. А меѓутоа имаме јавно обвинителство кое што е затворено, судство кое што е затворено, други институции кои што некогаш легитимно, некогаш нелегитимно се затворени, затоа што вие не можете да очекувате од тајната полиција да биде отворена, самото име ви кажува дека треба да биде затворена, меѓутоа главниот проблем е да се вратам на безизлезноста. Главниот проблем е како да ги убедите граѓаните дека нешто позитивно се случува. И Да ја видат промената. Да ја видат промената, затоа што за да се тоа е како топка, снежна топка која што мора да тргне. Таа тргнува во моментот кога граѓаните ќе видат успех. А вас граѓаните ви треба затоа што тие се топката што во некој момент реформистичките политичари ќе им треба за да ги турнат оние што се од мрежите, оние што се најголемите играчи во мрежата на моќ. Зашто ние не сме дошле се уште во таа ситуација да ги турнеме вистинските играчи, односно да го турнеме системот. Ние сега во моментов се занимаваме со тоа дека вие имате една мрежа на моќ која што е составена од луѓе во блиски до власта и блиски до опозицијата и сега се туркаат оние што се да кажам порано биле или се опозиција. Меѓутоа во моментот кога ќе се нападне целата мрежа на моќ, бидејќи тие соработуваат помеѓу себе. Сега еден е наркобос, ќе се смени власта, ќе биде друг наркобос, ама тие се тајно сојузници. Во моментот кога институциите ќе ја нападнат целата мрежа на моќ, тогаш ќе треба навистина голема сила, заради тогаш ќе видиме позадината на организираниот криминал позади овие, затоа што ние сега ги гледаме политичарите. Ние не ги гледаме мафијашите позади што стојат или мафијашите што стојат помеѓу коруптивното дело и политичарот. Во некои земји знаеме тоа како иде со препукување на улица, со некои такви пресметки, ние не сме дошле се уште до таа ситуација и граѓаните мора да видат успех за да станат дел од таа маса на луѓе што притиска и што ќе притиска се повеќе и повеќе. Меѓутоа да не бидеме сега толку обезхрабрени, мислам дека се уште тоа некое расположение кај граѓаните постои барем на социјалните мрежи да бидат гневни и нетолерантни на корумпирани актери и со тоа некако да пружат некоја минимална поддршка на реформистички или реформско ориентирани институции. Колку тоа се намалува, колку тоа ќе издржи, зависи од сите овие успеси видливи кои што граѓаните ќе ги почувствуваат, затоа што без нив ништо нема да се случи. И се за крај од ова прашање, покрај граѓанските организации, многу од клучно значење се медиумите и ние имаме среќа као општество што екзистираат, речеме, 3 редакции кои што сериозно работат на истражувачко новинарство. Мислам дека лимитот е тука, можеби уште 1-2 да се додадат, меѓутоа тоа е тоа. Меѓутоа потребно е и тие да добиваат поддршка и бранење во моментот кога ќе бидат нападнати. И сега има и доста од младите луѓе што се плашат да го кажат својот став, бидејќи те следам на Facebook, неретко пишуваш статуси и гласен си за она што ти смета, особено во корупцијата. Па ќе те врата малце кога Мишо имаше 20 години, не кем да алудирам на возраст. Немаше Facebook тогаш, ама дали мислиш, дали тогаш знаеш ќе работиш на тема што се вика антикорупција, транспарентност, ова се некои тешки поими кои што се далечни за младите, а сепак се плашат од истите. Па кој е твојот совет како да
како да се приближат и како да престанат да се плашат да го кажуваат својот став. Заради тоа што кога прашав неколку млади луѓе да споделат своја лична приказна пред камера, не сакаат, се плашат, што е нормално да се плашат, затоа што не знаат какви реперкусии ќе имаат понатаму. Сега, дали ти на 20 години се плашеше, исто како младите, сега си по-храбар, бидејќи веќе имаш изградено нешто, или и од тогаш сметаше дека може само гласно и бунтовно да се решат овие проблеми? 20 години само повеќе. Јас кога имав 20 години беше 2001 конфликтот. Добро, студирав политички науки, знаев дека некако политички ќе делувам во невладин сектор секако. Борбата против корупција тогаш не ми беше беше една од темите, не беше единствена, поише ме интересираше генерално истражување на политиката. Меѓутоа, природно дојде дека борбата против корупција е една од најзначајните теми, кога сакате да се занимавате со истражување на тоа како се управува со држава. Не можете да ја одминете таа. И така се дојде до тоа. И секој некој што се занимава со тема од управување, governance, не може да ја заобиколи корупцијата. Не само governance, развој, ако истражувате, не можете да заобиколите корупцијата. Мислам дека младите треба да го искажат, треба зборот треба да се забрани. Мислам дека младите, генерално секој граѓанин, мора да делува на ината статура, меѓутоа и надворот, односно подалеку од статура. Ја уште од 2002 сум бил на улица, што се вели низ различни протести, тоа се нормално, некогаш паѓало, некогаш се кревало, да не навлегуваме во тоа, меѓутоа генерално секој делува во некаква заедница и од таму се почнува и таму е најважно, ако се чувствуваат, ако велиш дека се чувствуваат малку нелагодно да го искажат својот став, веројатно треба да почнат во своето друштво барем да го искажуваат својот став и можеби ќе се најдат неосамени на тие теми, па ќе најдат начин како да се тоа артикулира во малку поширока заедница и тоа така низ принцип на концентрични кругови да стигне до некакво делување кое што е малку по организирано, меѓутоа таа рефлексија за тоа што ни се случува во општеството мора да биде дел од секојдневието на луѓето. Луѓето се политички граѓани, нема начин како ние да го подобриме општеството ако политика не биде дел од нашето секојдневие, бидејќи во активна смисла на зборот, значи ние како актери на политика, како граѓани, бидејќи политиката со нас се занимава секој ден, сакале ние тоа да го прифатиме или не. Затоа што не знам, ќе ви треба возачка, нема да можете да извадите возачка или не знам, ќе треба да отидете во управа за матични книги, ќе ви штрекуваат и така натаму. Сите се соочуваме со секојдневни проблеми кои што политиката нас не ги испорачува. Така што мислам дека тоа делување е особено значено и практично е таа некоја емансипација од друштвенце до заедница. Мора така да се делува. Не постои друг начин како општеството да се променат без практично делување. Мислам дека на Facebook е добро да не се чувствуваш сам, меѓутоа силата е во практична организација. Сега проблемот кој што постои во врска со тоа е генералната резигнираност кај младите и второ стравот од организирано делување со непознати луѓе. Кај нас ние имаме многу низко ниво на меѓучовечка доверба,
Односно, како беше, 1 на секој 10 мисли дека може да им се верува на луѓе што не ги познаваат. Првиот на прва Со резерва. Да. И замислете протест. Се случува некаков протест и вие се треба да излезете. Вие најверојатно многу малку луѓе од прва ќе ги познавате. Вие нема да излезете на протест ако не ви се сите вас пријатели. И затоа велам најубаво е да се почне од оние каде што на кои што им верувате, меѓутоа тоа е како се вика, ќе заврши со разговор на сепареа кај фонтана. Меѓутоа тоа е плански начин како да се надмине оваа состојба на недоверба, бидејќи многу тешко е да го премостите тој проблем. Може би и тоа треба да биде дел од образовниот процес. Да тој е проблем на социјален капитал. Да вие ги научите луѓето дека со непознати можете да завршите работа. Веројатно тоа има начин како да се прави во образование. Мислам, не е тешко да се замисли како тоа да се организира и да се втемели таа вредност во кај критерии. И на крај на денот, кај нас сите проблеми почнуваат со образовниот систем и после се провлекуваат низ животот. За крај имам едно прашање што може ќе звучи малце чудно, ама едно од прашањата беше кој е според тебе шампион во корупцијата, во антикорупцијата, не во корупцијата, многу е различно. И ти беше еден од идентификуваните како шампион во борбата против корупција. Како го гледаш ова? И кој е за тебе шампион во борбата против корупција? Не мора од Македонија, туку може на глобално ниво или не постои таков? Па не, вака ќе кажам. Јас тргнувам во мојата работа во борба против корупција тргнува пред се од истражувачки поводи. И мене многу ми се значени оние истражувачи кои што ни помагаат нас да го разбереме феноменот на корупција на едно ниво во кое што можеме да предпоставуваме што ќе се случува во иднина, од каде потекнува проблемот, да не биде само констатација на не знам толку и толку пари били украдени и така натаму. И тоа се две професорки, едната е од Романија, Алина Мунџиу Пипиди, а другата е од Русија, меѓутоа избркана од Русија, делува во Англија, Алјона Леденева. А меѓутоа кај нас мене шампион ми е Герман од Центарот за граѓански комуникации, Герман Филков. И сега ќе ви кажам зошто. Не само што па добри, Сабина, да не биде сега, они се тандем баш добар. Не само што се стручни во тоа што го прават, меѓутоа како организација и двајцата имаат направена една работа, а тоа е дека тие се втемелени во своето делување кај оние кај кои што треба да направат разлика. Например, они работат нели јавни набавки, корупција во јавни набавки, и на нивните настани се многу поразлични настани отколку да речеме на некои други организации. На нивните настани доаѓаме ние, кажам, од невладиниот сектор, меѓутоа доаѓаат еден голем број на луѓе што спроведуваат јавни набавки во институциите. Они таа релација со оние секојдневни луѓе во институциите многу добро ја имаат воспоставено и мислам дека тоа е нешто што најмногу ми буди почит кај нив двајца, така што мене они ми се шампионите во борба против корупција. А се сметаш себе за шампион? Не. Не, затоа што од невладиниот ми се Герман и Сабина, меѓутоа за шампион навистина
Мислам дека треба да се гледаат оние што се во првите редови. Тоа се луѓето од институциите, антикорупцијска да речеме, меѓутоа најмногу истражувачките новинари во последно време ИРЛ ми се, кажам, често пати им пишувам браво, супер, ова е многу добра сторија, пробувам некако да додадам некој контекст, на вистина мислам дека се прави значајна промена од таквите актери. Сите овие што ги спомнав. Фала ти, Миша, многу. Фала ви на вас што не слушате и гледате. Ова беше втората епизода од подкасти Leaders Don't Cheat, поддржана од Ендија и Нет. И уживајте во текот од денот.